Повторно добре дојде или пак директно од Европската куќа во Струмица. Минатиот подкаст на Биди свој разговаравме за предизвиците или пак зошто завршните полуматуранти да бидат дел од Средното општинско училиште Јане Сандански. Но во овој свој каст или подкаст на Биди свој ќе го поставиме прашањето зошто да се школувате или пак вашите деца да ги запишете во Средното општинско училиште Димитар Влахов во Струмица. Своевремено можеби толку неатрактивно, но последниве неколку години навистина атрактивно, дури доаѓа и до степен да имаме и квалификациони тестови. Колешка, дали си го знаела тоа дека во Димитар Влахов имаше квалификацијски тестови за да се запишеш во средно образование? Да, колега, имам слушнато, меѓутоа не сум доволно информирана за кои се струки имаше најмногу интерес, а инаку знам дека е во прогрес. Да, толку сум информирана, колега. А затоа наши гости во овој свој каст, Зорица Паликарова Костадинова, професор по англиски, Карадакова, простите, професорке. Па не знам како си го напишала презимето. Добре дојдовте во својот каст на Биди свој. Се надеваме дека ќе поразговараме и ќе отвориме многу прашања и да разјасниме одредени дилеми зошто на пример да бидеме дел од или средношколците да бидат дел од вашето училиште. Тука е професорот Ванчо Ристов. Значи, како што ми е тргнато денеска, професоре, добро ќе биде. Добро ќе биде. Професор по хемија и оние кои што се главни протагонисти или пак се одлучиле да се школуваат во ова училиште, Мери Ангел Спасов, ученик во трета година. Медицински смер, јас ќе го кажам, а подоцна ќе разговараме зошто медицинска сестра е звањето и на машките. Ме интересира. И Зорица Петрова, исто ученичка во трета година. Пред да преминеме, колешке, имаш проблем. Не е медицинска сестра, туку е медицински техничар, ако не се лаже. Тоа го зборавме. Не. Медицинска сестра техничар. Како детето ќе се представи? Техничарот е за тоа за маш. Добро дојдете уште еднаш во свој каст на Биди свој. Се надеваме дека во наредниве минути ќе го приближиме Средното училиште Димитар Влахов до целокупната јавност. Во самата најава реков дека своевремено пред можеби една-две децени туку не беше атрактивно, но сепак сега го привлекува вниманието на целокупната јавност. Заради практичната настава, заради атрактивните образовни профили, заради квалитетната настава која што се изведува, тоа се само дел од основите, но еве да кажеме, ајде, професор, ќе се соглед дека ви го сгрешив презимето, да тргнем од... Во знак на извинување. На самиот почеток, зошто завршните полуматуранти да бидат ваши ученици, односно ваши на училиштето? Па, прво, би рекла дека не се согласувам со тебе делумно, дека училиштето било неатрактивно пред неколку децении. Можеби перцепцијата за него била различна, затоа што се очекувало дека ученици со послаб успех од основните училишта би дошле да се запишат во тие струки, инаку земјоделското училиште од секогаш било доста успешно и би рекла атрактивно. И учениците кои излегувале Тоа дефинитивно се согласувам, да, бидејќи струките кои порано се нуделе, нели, биле претежно од земјоделската струка, ако не и целосно. Не, до пред неколку децени. Да, имаше и прехранбена струка. Да, почетокот на... Но можеби сме имале погрешна перцепција. Да. Јас знам дека... Меѓутоа, земјоделието е, нели, доста важна гранка индустријска за нашиот регион, така? Да, низ агрономи, инженери, професори излегле од ова училиште и што ме она радува, многу средношколци новие надпревари кога станува збор од земјоделско-ветеринарата и прехранбената струка се меѓу првите во државата. Тоа што ме радува во последниве години. Така да добре, ја се извинувам, но перцепцијата може би била... Не, да, точно е дека таква била перцепцијата за училиштето. Меѓутоа, без сомнение излегуваат доста добри професионалци историски гледано, нели, во изминатите децении, не само сега во последно време. Инаку да, сега во последните, можеби 2 децении, нудиме поголема лепеза на струки и образовни профили. Зошто учениците би се запишале кај нас? Па поради интересноста на струките кои ги нудиме, поради големите можности, поради пријателскиот однос на наставниците према учениците,
поради може би во текот на разговорот ќе стане Настава, повеќе да, јасно. Имаат кабинети, има многу повеќе практична настава, многу поинтересно е и за самите ученици да. Стручното образование, значи Европа и светот се свртени кон тоа, значи кон развивање на стручното образование, на нели потенцирање на можностите кои тоа ги нуди, Да. бидејќи со Практична настава стекнуваат дополнителни вештини, директно се осознаваат со одреден производствен Да. процес, еве ова што го рековме, ова од земјоделско ветеринарната струка, директно се на економијата на самото училиште се запознаваат како се растат растенијата, како да се третира, да уочат дали имаат одредени болести и така натаму. Претпоставам на тоа се мисли, бидејќи и на тој начин истекнуваат кога ќе завршат ова средно образование кај вас можат и директно сами. директно, да. Добиваат квалификација со која може директно да се пуштат на пазарот на трудот, нели? Да. А освен тоа, се поважно станува практичното знаење и развивањето на меки вештини, нели? За учениците и воопшто за граѓаните во светот, во споредба со теоретското знаење, бидејќи на теоретските познавања, теоретските материјали, да кажеме, и знаење се достапни во секој момент со технолошките интернет, можности кои да, ги имаме, нели, во денешно време. Меѓутоа, праксата. развивање на вештините е она на кое е фокусиран светот во моментот, да кажеме, а тоа секако се постигнува најдобро со стручно образование. Да. Повели. Не, нема проблем. Повели. Сакам да го прашам Па професорот. два прста, кажи, може ли професор да прашам? Да, јас да прашам. Не спомнавме, сакам на самиот почеток да ги споменеме сите насоки кои ги има во училиштето Димитар Влахов. Така, голема благодарност до вас, што еве представници од Средното општинско училиште со училишен дом Димитар Влахов сме поканети овде за да ви презентираме, значи, работата на образовниот процес во нашето училиште. Еве вака, значи, иако називот му е земјоделско училиште, тоа е застарен термин, значи сега во училиштето фигурираат 4 сектори во кои што запишуваме ученици. Еден сектор е земјоделство, рибарство и ветеринарство. Значи тој сектор каде што се облучуваат профили за работа во земјоделскиот сектор. Значи тука ова година, минатата година за прв пат запишавме ученици во ветеринарен техничар. Значи тоа е за прв пат. Исто така имаме профил агротехничар. Ова година ќе има една паралелка агротехничар, ќе има и техничар за органско производство и конвенционално производство на земјоделски производи за прв пат. Друг профил е техничар за фитомедицина. Така и трето техничар, фитомедицина. Да. Би сакала Ќе- да сега ќе го објаснам. Да, објаснам. ова е интересна со оглед дека мислам дека премногу се дава Да. фокус кај Да. И четвртиот профил е агроменеджмент. Значи тоа е во земјоделското ветеринарната струка или како што каже земјоделство, рибарство и ветеринарство. Ќе го спомнам другиот сектор, тоа е хемија и технологија. Значи во хемија и технологија запишуваме ученици во профилот прехранбен техничар. Ова година ќе биде тоа комбинирана паралелка за прв пат хемиско-лабораториски техничар. Значи за прв пат введуваме и ваков образовен профил. Минатата година имавме запишано ученици во техничар за испитување на хемиски и косметички производи. И ова година исто така овие профили продолжуваме да ги зачувуваме. Во хемија и технологија, значи имаме и паралелка за 3-годишно образование за занимање пекар-готвач. Ова не пекар, се извинувам, пекар-месар. пекар месар. Да. Ова готвачите се во Да, во угостителската струка. Во другиот сектор, во здравство и социјална заштита, значи имаме 3 образовни профили: медицинска сестра, физиотерапевски техничар и фармацевски техничар. И за прв пат ова година се воведува занимање, значи со 3-годишно образование болничар негувател. Значи за прв пат ова година се воведува образовен профил. И во четвртиот сектор, тоа е угостителско-туристичката струка, каде што и минатата година имаме запишано ученици готвач келнер
И ова година исто така продолжуваме со оваа струка, со овој образовен профил. Навистина е на интересна лепеза, многу образовани профили од ова, во сите овие 4 сектори кои што ги спомна, и навистина ги следите, морам да ви го признам ова, да ги следите овие современи текови. Од минатата година ова за козметичар, навистина доста барана на пазарот. Баран и мислам и овие месари, пекари кои што недостасуваат. Медицински болничар неговател. Тоа е сега во тренд, така да и јас не сум знаела за сите тие сектори кои се. Ако размислиме за обичен живот, што ни треба? Храна, здравје и квалитетни производи и преработка на храна. Значи со овие профили ние ги спремаме учениците, значи да бидат спремни за пазарот на трудот, да работат во сите овие области. Во производство на храна, во преработка на храна, во испитување на храна и другите производи, значи во хемиското, технолошката струка и здравствената заштита, значи за населението. И плюс преработка на храна, како што кажавме, во угостителскиот сектор. Значи, по завршување на 4-та година кај вас, нормално секој има опција да продолжи понатаму на високо образование, меѓутоа и да не продолжи со образование, тој е спремен на пазарот на трудот и може да работи. Има професија. Секако, секој случај. И е квалификуван во одредена област во која може да работи само тој или таа, или само ученикот за кој. Значи може да се отвори собствен бизнис. Така. На некој начин. А ние постојано се трудиме да ги следиме барањата на пазарот на трудот, бидејќи нема смисла да креираме кадар кој не би си го нашол своето место, нели? Апсолутно. Во општеството. Меѓутоа често луѓето не се запознаени со можеби со можностите кои ги нудат нашите струки и со тоа какви професии се отвараат, нели, какви можности се отвараат пред нив. Една од струките која е многу перспективна е пекар, месар, така ли беше? Пекар, месар. Извини, мисля, колку за твоја илустрација, платите на овие два профила изнесуваат над 50.000 израелски. Да, во Македонија, а да не зборуваме за надвор од Македонија. Само за илустрација, пекарите и месарите вообичаено такви им се платите минимум. И во моментот се доста дефицитарни. Значи има пекари кои не може да функционираат и ги затвараат бизнисите затоа што немаат мајстори кои би работеле на тоа работно место. И готвачи. За мајсторот кога ни каже дека... А тоа се толку интересни струки, децата не се, можеби и родителите не се доволно запознаени дека тоа се струки кои не бараат голема академска посветеност, нели? Или успех, нема толку теоретска настава, значи поголем дел од наставата се одвива преку практична работа. Учениците добиваат непроценливи знаења, да кажеме, и вештини од областа и понатаму дефинитивно може да искористат таа диплома, нели, таа квалификација која добиваат, да ја искористат за да стекнат со работно место, нели, а можеби и собствен бизнис. Значи дефинитивно мислам дека никој од учениците кои излегуваат од таа строка не би останале невработени, без разлика дали тука или надвор од државата. Невработени остануваат и медицинарите, тоа дефинитивно. Не остануваат. Бидејќи пред да влеземе на овој свој каст, одредена медицинска амбуланта вика дај да објавиме оглас ми фалат сестра. Недостасува сестра. Сега малку да ги вклучиме младите во овој разговор, а потоа би сакал да збориме за дуалното образование и ова што ми го рековте фитомедицина, кој што добива многу на тежина пред се во пошироката јавност. Зорица Петрова и Јанга Спасов. Вие сте 3-та година медицинска сестра техничар, така. Кога заврши беше полуматурант. Зошто се одлучи на оваа професија и 3 години веќе полека поминуваат, не знам дали ти предаваат, како е тамо да бидеш средношколец? Епа вака, јас уште од мала имав желба да станам медицинско лице и со мојата желба како што растев, мојата желба се зголемуваше и искрено не сгрешив што се запишав во тоа училиште, бидејќи пред се нашите професори ни возможуваат со теоретскиот и практичниот дел полесно да го совладаме материјалот. Каква е комуникацијата со професорите?
Дали ви избегуваат во пресред, кога нешто Да. имате нејасноти? Во секој момент се овде за нас и имаме многу пријателски однос со нив и можеме со нив Да ги надминувате сите оние нејасноти и пречките, проблеми. Мислам дека одите и на пракса Да. во здравствените установи, но имате и Кабинети. кабинети. Како е таму? Добивате ли одредени знаења по на практична настава што Да, пред се најпрво започнавме во кабинетот со практична настава и имаме доволно материјали за да го совладаме материјалот и оние кукли, ако не се лажам, па тештешко дишење, па пулс мерење, па така натаму, па кревет болнички. Па со тоа почнуваме и со тоа се надоградуваме и постоја се спремаме за во болница да одиме на практичен. 3 години. Се каеш ли што си дел од... Не. Имам уште желба да продолжам повеќе, бидејќи секој ден како одам на пракса добивам повеќе желба да бидам како медицинско лице и се гледам понатаму како. Прашањето за Ангел. Ангел, исто прашање, да, како се роди идејата да се запишеш и да бидеш во таа медицинска струка? Што е сега? Ангел, спасо само да подсетиме за оние кои што не знаат, и пејач. Да, не знае. Има два спота, два спота Па јас не знам кој Тоа е е, факт дека и во е. училиштето размислуваат и на оние попратни, ако има афинитети, дозволуваат и на друго се поле да развива се и на друго. истакнат. Што може да станете приоритет. Значи, овој подкаст го завршуваме со песна. Да. Може? Може. Како се роди идејата за таа струка? Па да, значи кога беше периодот да се размислува што ќе се запишам, нели средно, не бев ни јас толку одлучен. Тој период, например, не беа толку чести овие како средби, подкасти, толку реклами интензивни на училиштата и не можев толку да се одлучам, меѓутоа пак ги имаше колку толку. И можев имаше на пример одредени предавања, пошто тогаш нели беше период на корона, имаше некои онлайн представување на училиштата. И таквите настани мене ме мотивираа да го изберам токму училиштето Димитар Влахов. И така да се надевам, например, сега некој дете што ќе гледа овој подкаст, исто така како мене или Зорица ќе се мотивира да се запише во ова училиште. Секако не вршиме некаков притисок. Јас го избрав ова училиште, го направив мојот избор и сум задоволен. И така. Сепак те влече за да бидеш медицинско лице, јас мислам дека треба да го сакаш тоа. Еве јас на пример не би можела да бидам ниту доктор, ниту медицинско лице. Вака слушајќи ги колешке, ова од почетокот ми иде да се запишам пекар месар. Пекар. Не е касно. Не е доста. Може. Па зошто Може, да а не? јас хемија таму ќе истражувам за за козметички препарати, тоа може и таму има пари, да се разбереме. И таму има пари во таа струка. И општо познато е дека освен редовното образование, нудиме и вонредно, така, за возрастни. Да. Тоа е многу актуелно, да. Тоа е многу актуелно. Возрастни. Ќе го предискутираме и Да, тоа. би сакал, професоре, рековте фитомедицина. Многу мина се уште дилема, односно неразјаснено. Што значи тоа фитомедицина? Да објасниме. Фитомедицина, значи тоа е профил каде што учениците се спремат да ги лечат растенијата, буквално кажем. Значи тоа ги учиме како да се справат со болестите во земјоделието кај растенијата. Тоа е, значи, овој профил што е многу атрактивен, значи за работа во земјоделска аптека, за работа во фитосанитарни установи, така. Значи, Да. А ние сме предел каде што земјоделието е главна гранка, да кажем, и се развива се повеќе и повеќе, така да и тоа е атрактивно. Да. Да, друга, исто јас ќе се надополнам. Не, слободно. Друг атрактивен смер кој го нудиме од минатата година, мислам, ветерина. Да, ветеринарен техничар, исто така доста атрактивно, доста перспективно би рекла. Да. Нели, особено Сега во последно време, Кога така. сите имаме миленици, домашни така. миленици, имавме и подкаст за тоа Да. и да се подигне свеста кај сите луѓе како да се грижат за тие домашни миленици. Така да и тоа Не само свеста, него има многу можности за собствен бизнес, така, или за вработување кога за ветеринарен техничар. Значи, целосно фокусиран да изфрлите кадар кој што ќе може после 18 години да биде
вклучен на пазарот на трудот. Па нормално, нели? Тоа е целта на нашето. Браво. На секое образование. Си има своја стратегија, си има свој план. Сакам да прашам и за Дуалното образование. Мислам дека од минатата година или од угостителско туристика како беше, мислам дека сега и во земјоделската. Ајде, јасно. Тоа е предноста што денеска научив дека предмет се вика на работа кај работодавач, нешто така беше, не е практична настава, ма како во текот на неделата средношколците кои што се запишуваат во дуалните паралелки имаат можност еднаш неделно или два пати неделно цел ден да бидат во одредена фирма, компанија, каде што директно се запознаваат, работат и веќе фирмата знае дека Зорица или Ангел е добар и ќе му понуди да работи директно таму. Како често се странство случува. што викаме, има и таму веќе таа пракса е разработена. Работодавците се соочуваат и со тој проблем, нели, се помалку има кадар и спремен нели, со квалификации, а и подготвен да остане тука или да работи тука. Така што тоа е можност и за работодавците и за нели, за нашите ученици. Реков угостителско-туристичката струка, мислам дека имавте еден профил. Во сите има Сега, ако може да бидејќи значи како се одвива образовниот процес. Значи сите сме били ученици и сега значи има теоретска настава. Значи во теоретската настава, еве и учениците се тука знаат, значи го обработуваме теоретскиот дел од одредена област, еве пример од хемијата. Учениците имаат и практична настава. Значи тоа што се работи, што се учи теорија, го кажуваме практично како изгледа да работат и како изгледа тоа, не само да пишуваме, да даваме тоа во рамките на училиштето. Меѓутоа, со концептот на дуално образование, дел од практичната настава учениците ја сведуваат и во производствени организации. Значи имаме нашето училиште склучува меморандуми, договори со производните организации и значи делот од практичната настава, пак ќе кажем, го изведуваат во работните организации каде ќе видат директно утре кога би завршиле, кога би дипломирале, што би работеле. Така, конкретно. Сега, што е предноста на дуалното образование, освен што, директно се вклучуваат во производниот процес, е тоа што во Министерството дава стимулација, таквите ученици што таму се запишени, земаат стипендии. 3000 денари месечно, мислам дека. Не знам колку. Не знам, 3000 денари. Мотивација за секој. Друга можност е што истакнатите ученици, таму кај што се истакнат во работните организации, работодавците си ги задржуваат кај нив како идни негови работници. И плюс има можност, значи и он да му дава стипендија да го стимулира ученик. Тоа се значи предностите на тоа дуално образование. Инаку не е само кај гостителско-туристичката струка, го има и во земјоделската струка, го има и во прехранбената струка. Сигурно имате и вие проекти кои ги развивате и им овозможувате некои дополнителни начини на едукација на млади. Секако неформалното образование, нели дополнително вон наставно образование, тоа е еднакво важно колку и формалното. Да, активни сме и ние на Еразмус полето во последните години. Нашите проекти повеќе беа фокусирани на, бидејќи сме училиште кое нуди стручно образование, во таа програма на Еразмус, значи размена на ученици од стручно образование, што подразбира испраќање на ученици заедно со наставници, секако како придружни лица, во европски земји да следат да посетуваат практична настава, да реализираат практична настава, која понатаму му им влегува на учениците како се признава во редовната практична настава, во бројот на часови кои треба да ги покријат тука. Но и се прошируваат видиците, морам да го кажам, да знаат што може да применат поле. Значи, што значи тоа? Учениците кога присуствуваат во странската држава, европска држава, во одреден период, ние обично 2 недели сме го прифатиле како така едно оптимално траење на таа практична настава, не премногу и не прекратко. Учениците реализираат практична настава во фирма, најчесто во некаква модерна или иновативна фирма од нивната област. До сега реализиравме проекти со учениците од земјоделско-ветеринарната струка. Сега во моментот имаме ученици на мобилност од медицинската струка, значи физиотерапевти и фармацевтски техничар.
Учениците секојдневно, значи, посетуваат, се едноставно имаат статус на вработени во тие 2 недели. Посетуваат практична настава во фирмата, имаат собствен ментор, значи се под водство на професионалец кој постојано ги следи, им дава упатства. Идејата е учениците да добијат слика, нели, какво е да се биде вработен, кои се квалификациите кои се бараат од нив, вештините кои треба да ги развијат, а да не зборуваме за живење во странска држава, самостојување, зголемување на целокупната одговорност на детето, значи има многу често се случува тоа да се деца за кои тоа е прва можност да излезат надвор од границите на државата. Да бидат сами, да. Така, значи да спознаат нова култура, да спознаат нови пријателства, да се зградат нови мостови. Јазичните способности, нели, ги едно што вежбаат англиски јазик, а друго го вежбаат и локалниот јазик, нели, на државата или добиваат барем некакви знаења од локалниот јазик од државата во која се. Да, дали некој од гостите што не се овде учениците сте биле дел од некој проект? Сакам да слушам искуство. Не сум бил се уште, меѓутоа баш сега сакав да се јавам да ви кажам дека на пример гледам дека помина доста време од овој подкаст, дека никој професор не може подобро да каже да убеди млад ученик да се запише во средно училиште подобро од нас учениците. Така да баш сакам да кажам да добиеме ние повеќе простор, пошто знам дека Зорица годинава посебно има учествувано на повеќе Еразмус проекти во повеќе држави, јас се уште не сум имал прилика. Меѓутоа не сум се ни обидел, ќе видиме како ќе сега планирам ја нека да се пријавам. Зорица ќе ни каже подобро на таа тема. Зорица, си била дел од проекти добро? Сум била дел од 2 проекти, во кој едниот беше проект како да ја зачуваме, како да заштедиме од електрична енергија, енергетска ефикасност претпоставувам. А другата тема беше за предприемништво и може би малце надвор од мојата струка, но исто така и на двете теми имавме многу што да научиме за тоа. Искрено е многу добро искуство што запознаваме и луѓе од различни држави со различни култури и се запознаваме и со нивните култури исто така и прекрасно искуство. Да, и во моментот има ученици од нашето училиште на Еразмус проект. Да. Во кои држави бевте? Во првиот проект бев во Бугарија, последниот проект што бев во Шведска. Да. И ајде, направи ни некоја разлика, паралела, како е таму училиштето во кое сте биле и овде? Што е различно, што ти се допаѓа таму, што не ти се допаѓа? Вака не бевме во училиште, бевме сместени во посебен како кампус и некој. Кампус, да, кампус. Слободно да ти кажам, бидејќи Еразмус програмите има кои што се поврзани со училиштето, има поврзани кои што се со млади, со предприемнички способности, до зависи во која категорија ќе аплицираш. Тоа ми беше. Да си прашам, колега, да си прашам. Се знае, напушти подкастот. Па мора да кажем, има луѓе кои не знаат, како мене, например. Што значи да се биде дел од Еразмусот Димитар Влах? Не, факт е дека, тоа го знаат и професорите, го знаат и средношколците, дека западноевропскиот систем е повеќе фокусиран, помалку часови, односно предмети, како за разлика така за разлика од кај нас кој што имаме преобемен наставна програма кој што кај нив е редуцирана. Мислам се сеќаваш кога кажа момците кои што беа преку гимназијата дека само 6 предмети учат, што кај нас не знам која е наставена програма или кој профил со 6 предмети во текот на годината. И јас не знам дали постои така. Дали Кај вас се претпоставаме 11, 12, колку предмети се? 12, да. И вие како медицински одсек и вие учите? Да, ние годинава посебно имаме помалку предмети. Ама Не се 6. Па не се 6, ама мислам дека се 8 или 9, меѓутоа не е проблем бидејќи учиме повеќе стручни предмети, например во денот се случува да имаме 2 пати, односно блок часови, поврзани со струката, така да не го гледам тоа како проблем, поготово за нашата струка го гледам како добра страна, пошто ние 2 дена во неделата имаме време и за практична настава, така да мислам дека е сосем доволен фондот на часови. Ако ти дадеме моки, нешто да промениш во образованието, што би направил ти?
сега трета година веќе се устручу, но прва година, втора година. Ако ти дадеме ингеренција, областување, што би променил во нашиот македонски образовен систем? Значи за сега како тече наставната програма во моето училиште, јас сум задоволен и за сега не би менувал. Меѓутоа, на пример, пријаска потикнавме една тема за квалификационите испити. Значи јас имам полагано таков испит и мојата соученичка Зорица. Сметам дека на пример таквите испити се веќе го имаат изгубено кредибилитетот, зошто затоа што спомнавме дека има и многу малку ученици во паралелка, поготово дека многу ученици се иселуваат од земја во јодат во странство, со што се ослободуваат празни места во нашите паралелки и тогаш доаѓаат ученици на место на тие што заминале, кои што сакале да се запишат во нашата струка, меѓутоа не можеле, бидејќи на пример имале една четворка во основно кој што по предмет кој што нема поврзано со медицината, на пример може да имат музичко, значи се случувало да има некој музичко четворка или француски ликовно, значи физичко. Разбирате што сакам да кажам. Да. Значи јас во периодот кога полагав, мислам дека може без проблем да се направат две паралелки, доколку има нели можност училиштето, може две паралелки да се направат. Значи на некој начин тие ученици, на пример, и ние ги отстранивме од Твојот став е дека пренасочихме од нивната желба да го треба да им учат се тоа што го даде сакаат. можност на секое дете кое сака, на пример, да се запише во медицинскиот смер, така? Па да, поготово што, како кажав, дека го имаат изгубено кредибилитетот, затоа што значи не осудува. Јас не се согласувам со твојот Не, став, ова е моје да. лично мислење, не би се согласил со твојот значи, став. не сакам Секогаш да имало приемни испити и ние сме полагале приемни испити за средно училиште. Да, сега ќе се надоврзам. Значи не сакам да навредам меѓутоа знам дека од прашав што би сменил. Значи општо што напоменав сега дека има ученици кои што имаат една четворка од основна, зборувам за училиштата што се во Струмица. Меѓутоа околните училишта од околните населени места, не затоа што имаат нешто подобра наставна програма, мислам полоша. Значи таму учениците во главном завршуваат со максимално одличен успех, просек 5.00 и сега тие деца учат со мене. Сакам да кажам, значи во тие околини децата се помалку на број. И во тие 9 години основно образование имат воспоставено некој друг однос со своите професори, на крај година сите завршуваат со просек 5.00 и тие деца ќе се запишат после кај нас. Јас сега гледам дека на пример деца ја што ги знам, што не можеле да влезат во мојата струка, мислам дека би биле многу поквалитетни од тие деца што се сега, бидејќи успехот што го покажуваат не е задоволителен според мене. И тоа би го потврдили и професорите, бидејќи јас сметам дека Но тоа е во делот на уписната политика кој што е во ингеренција на Министерството за образование. Па да, ама тоа е што би да, го но и мене ми беше прашањето што внатре. Дали многу предмети имате? Дали треба поконкретно да се зголеми фондот на изборни наставни предмети, мислам дека го имате и тој модел. Да, имаме. Значи, дали имате таа слобода да го едноставно, бидејќи велат зошто да учиме одредени предмети кои што воопшто нема да ни се потребни во нашата струка. Сега јас не сум толку во тој дел. Тоа ми беше зборот во делот на наставата. Дали сметаш дека треба да биде проширена со бидејќи во западот тргнуваат од 8 па се враќаат 2-3 часот попладне, кај нас е двосменско организирано, кај нас е поголем број на фонд на наставни предмети, таму не е толку. Нешто во тој дел. Дали имаме услов, еве и професорите може да се уклучат, дали имаме ние услови и можности тоа да се реализира? Од Сабајле од 8 до некаде до 3? Не, дефинитивно немаме услов. Тука во Струмица не, бидејќи сите средни училишта се двосменски. па и основните, да, Имаме работиме во многу. две смени. Меѓутоа во Скопје има училишта кои работат во една смена, да. Значи може би можело. По-добро за самите ученици и дома се слободни, некако домашно. Не Мислам, знам. тоа им е проблемот на голем дел од учениците. Еве јас имам ќерка и ти имаш колега ќерка. Проблеми им се тие домашни задачи, некако им се преоптеретување. Што мислите за Може тоа? би за основците, Да, инаку јас во се средното, да. во средното образование јас не знам. Не се толку со домашни Да. задачи, бидејќи имаме многу материјал за учење, што мислам дека е подобро да не спреми за нашата една професија. Целта на домашното, нели, на домашните задачи се учениците малку дома да се потсетат, нели, на она што го работеле за време на часот, за знаењето да биде потрајно. Значи целта е да се вежба.
Малку кај нас може би погрешно се сваќа, бидејќи и наставниците, и родителите, и учениците домашната задача ја сваќаат како дополнителна обврска, а не ги гледаат придобивките од неа. Може би треба малку да се смени, не знам, сваќањето во врска со тоа дека незадолжително треба секој наставник да даде домашна задача по својот предмет и незадолжително треба да се очекува секогаш учениците да да имаат време. Јас професор ќе сум за домашно. Сум за. А што правиме со онлайн, тоа што има и онлайн настава, користење на мобилни телефони во училиштата? Јас би сакала и да интересно слушам вашето мислење за тоа, да. Дали на часи со мобилни? Да го спомнам истражувањето ние и анкетата која што ја правевме и добивме интересни податоци, анкета направена на родители и ученици и некако се изедначени ставовите. Некој скоро 49% се за користење на мобилни и носење на мобилни во училиште, 51% се против носење на мобилни во училиштето. Ајде прво децата да ги прашам, и учениците не се деца, извинете, кој е вашиот став околу тоа? Треба да бидеш со мобилен за време на часовите на училиште или не? Ти треба или не? Како? Јас мислам дека за некои работи ни треба телефонот и е корисен, но во рамките на дозволеното. Со цел. Со цел, да го користиме да имаме некоја цел, да истражиме нешто, да видиме нешто ново што го нема во учебник или да појасниме плюс информација да добиеме, а има и ученици што го злоупотребуваат тоа исто така, ама мислам дека повеќе е за свеста. Да треба да се остави на свеста, да, односно да се развие свеста. Ангел? Тоа сметам дека е корисно да се имат телефони за време на настава, може да се најдат кога го користиш телефонот за време на час, кажем? Што? Значи за време на час, јас ќе ти кажам лично, например, професорот нешто објаснува и сега јас сакам да кренам рака и сега нешто не ми е непознато, да, ќе го злоупотребам телефонот, ќе проверам некој поимам, а пак тоа не го гледам јас негативно. Може би во очите пред другите, пред професори, со ученици, јас на некој начин варам, меѓутоа јас тоа е препишување уствари. Па добро, ама јас на тој начин си го зголемувам моето знаење, бидејќи тоа на пример јас сум го заборавил. Или пак баш скоро имавме случај да ги користиме телефоните интерактивно на часот, например по тоа Kahoot, не знам дали го знаете. Повеќе по американските училишта го има. Значи по патна игра да. По патна игра. Кој е вашето мислење како професори, дали? Јас лично сметам дека не само што што треба да бидат дозволени, туку сметам дека се и неопходни. Како што рече Ангел, ако ученикот го употреби телефонот да се потсети, односно да пребара некоја информација, тоа е сосема во ред според мене, бидејќи целта на училиштата е учениците да учат, при тоа користејќи ги сите методи до кои може да стигнат до информација, дали од наставникот, дали од телефон, дали од компјутер, дали од интернет, дали од нагледните средства кои ги имаат околу себе. Значи доколку Ангел научил нешто денес затоа што го прочитал на телефонот, а било иницирано тоа од наставникот, тоа е сосема во ред според мене. Премногу акцентот се става кај нас на оценките, премногу е голема важноста на оценките, меѓутоа целта на наставниците не е да ги оценуваат учениците и да ги судат, туку нашата работа е да ги научиме, нели, да ги едуцираме. Така што јас често ги користам телефони. Јас се согласувам, во односно на ова второ, но сепак пресудното и да се запишеш на високо образована институција, кај нас, како се вика, се гледат оценките. Да. Може би тука нешто треба да се менува. Тука ние не можеме нели да смениме ништо. Своевремено ние моравме да полагаме за високо образовна институција приемни испити. Професоре, што би кажал во тој дел? Значи секој време се носи свој берет. Да, дефинитивно, тоа е дигитално време, апсолутно се согласувам. Меѓутоа, мислам од дигитализацијата им направи учениците да не читат. Единствен извор, легален извор за информации е учебникот и наставникот. Не може интернет да биде официјален извор на точни информации.
не сум против користење на мобил. Меѓутоа, кога има потребата, кога треба некој истражување, значи децата да истражуваат, да барат подаци за некој проблем. Па после, тука се наставни за да видиме што е точно, што не е точно во тие податоци, ако се, нели, и да дајдам некој заклучок. Да, тоа да биде како помош на... И Па затоа и се вршат обуки, нели, за дигитална писменост, треба да знаеме од каде истражуваме, нели, кои се изворите кои ги користиме, бидејќи точно е дека не е се. Па нема. Јас не мислам, до сега не сум ниту ова Википедија, ништо. Еве, не се не ги спомнува, не е официјален извор на информација. Да, се согласувам со учениците професорот. да ги тераме да читаат учебници. Ако сакаме да имат знаење, и тоа знаење утре да ќе им користи на факултет и за вработување и така. Се согласувам, ама веќе дел од учебниците се и во електронска верзија. Нека се и такви. Значи нека се и Очигледно- такви, ама се официјален извор на Да, информација. повели Ангел. Да, значи не само што учениците се достапни во електронска форма, всушност не се достапни, ние не можеме да ги отвориме поради авторски права, а и да можеме да ги отвориме, сметам дека немаме ни доволно веќе податоци пристапно во тие учебници, бидејќи и се соочуваме со таков проблем во државата, значи во моментот да, фалат учебници и би се надоврзал на тоа дека сега е време на дигитализација и сега колку тоа да не ни се допаѓа или да ни се допаѓа, мери ти преска го спомна ChatGPT кој што може да биде злоупотребува, меѓутоа е корисен. Јас што и да сакам, Да, користиш ChatGPT? па не го користам често, ама меѓутоа да ми се случило. Значи имам направено цела презентација со тоа, меѓутоа не, јас нема да ја пратам таква презентацијата. Ќе ја проверам, ќе видам што ми е потребно, така да мислам дека може добро да се искористи. И исто така, не само што учебниците некој ги има во електронска форма, значи веќе ни професорите во училиштата немаат дневници. Дневниците се веќе во електронска форма. Значи Не, живееме далеко во од тоа, далеко од тоа, време. дигитално време, се согласувам со тоа, но некако премногу се фокусираме на интернетот како извор на информација. Ова што го кажа професорот до некаде држи, бидејќи сепак мора да има книга. Јас се велам, книгата е книга. Да. Колку и да сакаме, книгата е книга. Но мене ми беше зборот се факте. Значи вие сте свесни дека мобилните се злоупотребуваат и за време на настава. Да, злоупотребува. Е сега, ако јас сум ти твој соученик, во меѓувреме додека професорката предава и јас снимам, тебе ти го одговлекува вниманието. Бидејќи јас знаеме што правам, мислам, тоа е и сите се фокусирате кон оној што го прави тоа видео, отколку што предава наставникот. Што правиме тогаш, тоа сакам да го тоа не е проблем јас мобилните да ги користам за истражување, тама работа. Тоа е со одредена цел. Но што правиме за време на настава додека професорката предава и нешто треба да објасни на ова смарт таблата и некој стане ја сними и вие се свртувате или прави некоја гримаса. Да. Или Па во не, моментот мислам би дека тие работи, Ама го имате. Да. Па не, јас не сум сретнал со тоа. Јас мислам дека тоа се веќе теми кои што би ги разговарале со некои, на пример, основци. Тоа ни е интересно, ние тоа сега имаме. Дали би го осудил тоа? Меѓутоа во основно да, знам дека имало такви дешавки. Дали би го осудил? Како? Дали би го осудил веднаш? Да, нормално би го осудил, пошто и мајка ми е просветен работник, значи нормално дека ќе осудам. И например јас ако сум професор, не сакам да ме снимат, а камоли Не само професорот, може и соученикот да го снимат па да прават ќе некој видео. Тоа ми беше зборот за време на наставата. Честопати вие ќе се насмеете, учениците ќе се насмеат, отколку да реагирате дека не треба такви работи. Прашањето ни беше во тој сегмент колку се. Иако ова истражување што го спомна колешката е претежно со основно образование, за кое што сум пак диаметрално спротивно дека таму па воопшто не требаат мобилни. Да, иначе ване значи се злоупотребуваат телефони, ама не на тој начин како што ти кажа. Се случува ама многу ретко. Значи најчесто се злоупотребуваат да се играат некој гледам, некој на пример да игра игри на часови или за препис на тестови, да, за тоа се злоупотребува. Ама нема да го реагираш. Па не, види, јас мислам дека тоа се. Па си Па мене не ми смета, јас на пример кога имам прилика, да, би злоупотребил. Ако од тоа ми зависи оценката, пошто знам колку се битни оценките веќе денес. Колку и да го негираме тоа, да, тие се битни. А и мислам дека тоа се веќе проблеми кои што треба да се решаваат на повисоко ниво, не ние како ниво на школа да го решаваме тој проблем. Ние како ниво на школа имаме правило некое,
како тие џепчиња што се надзидати, го имаат бројот на ученици нели што се Да, во класа. и ги И оставаат сега ако сите некој телефони. професор му смета тоа да има телефони на часот, може да каже слободно да ги оставиме таму. А на пример тоа јас не сум сведок, а не сум сведок тоа да сме го правеле досега, можеби еднаш во овие 3 години. Да. Мораме да привршуваме затоа што на нашиот мовет му нема крај. Нас мора не е да си многу правиме. убаво тука, може да се разговараме уште многу. Димитар Влахов како средно училиште, Наскоро ќе добијат и ученички дом во кругот. се Да се знае. похвалите. Во кругот, да, инаку имаме, меѓутоа не е во кругот. Да, во кругот ќе добијат нов, почна да се гради. Мислам, Сега почна тука да се во гради. овој круг, ама Да. ќе го префрлам. Да. Да. Колега? Имат економија, имат добри лаборатории. Професоре по хемија, мислам дека Имаме можем- учество на различни проекти, спомнавме само Еразмус, меѓутоа ќе го спомнаме еве Space Up Challenge, Масум, Така. кој е надпревар на училишта на ниво на Македонија, на средни стручни училишта, во кои учениците имаат можност да учествуваат во различни категории, да можеби детектираат некои таленти кај себе, секако и наставници со помош на наставниците и на менторите, да детектираат кај себе некои таленти кои можеби не се поврзани со нивната струка или класично специјално образовен образование, профил, така да, е? така. Еве, например, Ангел, иако е запишан како медицинска сестра, има талент за пеење. Не дојдовме до оваа тема, мисля дека нямаме ни време. Ќе немаме Ангел. Ќе запееме на друго Ќе запееме на друго Не место. зборувам за Да. темата за медицинска сестра, медицински брат профилот. Ти пречи тоа што си медицинска сестра? Па не ми пречи, меѓутоа да, во некои ситуации знае да биде непријатно и на пример сега ќе те прашат што учиш ти и кажеш медицински брат, значи луѓето веќе и знаат дека не се дефинира по тоа име. Користи го струката и терминот. дури сами ќе те прашат сега медицинска сестра Медицински или така. техничар. Без да го Медицински професија. техничар. Не, треба правилно, Вирај се правилно тоа, се да. треба како што е наложено од министерството. Рековте, значи со овие со Масум, новој тракторскиот надпревар, навистина направивте со земјоделскава струка и сите оние таму категории кои што беа аранжирање цвеќе и така натаму, направивте ајде да не кажем ршум во државата бидејќи браво кажуваат. Секогаш постигнуваат големи успеси, значи Да. учениците кога учествуваат на напред. Да. Значи, Реално. паралелно, освен редовната настава, давате простор да се истакнат средношколците и оние на друго поле. Така, Барем по да, тоа да, што слушам. Кај секој има некаква способност, талент, нели? Така што се трудиме да ги детектираме тие можности на ученици, да им дозволиме да ги развијат и да ги поттикнеме да се развиваат во нели одредена насока која за нив е можеби интересна. Да. Во однос на материјалните добра што постојат во училиштето за изведување на Се обновуваат ли овие, бидејќи потрошен е тоа материјал? Има, значи прилично сме опремени за сите струки, за хемиско-технолошката струка. Имаме значи прилично лаборатории за инструментална анализа и за обична класична анализа. Здравствените струки исто така се опремени со кабинети за изведување на практичната настава и за физиотерапевски техничар, фармацевски техничар и за медицинска сестра. За земјоделската струка значи прилично имаме добра механизација, модерна, значи за изведување на работите за економијата, каде што се извршува дел од практичната настава. Значи, добри сме опремени, сепак може уште повеќе. А тама работа. Секогаш значи, може подобро. науката, технологијата оди напред, значи треба да се обновува и да се оди напред. Да. Јас се надевам дека на родителите и младите ми ги доближивме сите струки, целата лепеза од струки кои ја нуди Димитар Влахов, ќе ти дадам зборите, еве Не, се јас само заврши. можам да кажам како родител И- дека првото заврши во Димитар Влахов, второто се школува во Димитар Влахов, презадоволен. Така што ние сме меѓу вашите фаворити, значи. Да, И деца добро, се јас се ако во имам нашето трето, еве, ќе биде во Димитар Влахов. Не, интересни Интересно профили е, во да, секој случај кои што ги нудите и забележувам промена секоја година се прилагодувате на потребите на пазарот на трудот. Това со козметиката го немаше пред 3-4 Да. години. Очигледно дека се чувствуваат недостиг на ваква работна рака, па И интересот на децата, значи го следиме интересот на учениците. да. И се менува перцепцијата кај младите и кај Морам струмичен, да го струмичен кажам ниво тоа, општо за- дека изработуваат и овие мелеми, овие фармацевтите Да, работат, фармацевтски изработуваат Секогаш одредени бевме минатата година има сушено овоше, Овоше, беа како една да. фабрика
И го продава потоа. Да, имаме производство. Така што Продажба на биопроизводи. Овде се изборот вклучува нека биде и Димитар менеджмент. Вахов. Така е. Освен тоа, сакам да Да. најавам само, односно да најавам, да спомнам, не успев тоа да спомнам, во врска со Еразмус проектите, со кои држави досега сме имале соработка. Значи досега со Бугарија, Шпанија, Португалија, Финска, сега имавме ученици од Естонија кои беа тука на посета во нашето училиште во текот на една седмица. И ќе продолжат активностите со училиштето во Финска. Исто така имаме од Естонија, се извинувам, исто така имаме најава за соработка со Естонија, со Франција, со училиште од Франција, така што Можности безброј, да. доколку се дел од И атрактивни, Вахов. доста атрактивни, значи за нашите сегашни и идни ученици, мислам дека Така. Професори, ви благодарам. Ученици, на вас ви благодарам што бевте дел од нашиот свој каст. Јас се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика за убави моменти, за убави проекти, да споделиме уште некои убави приказни од Димитар Влахов. Колега, добро се одјаве. Ова добро ти звучеше ученици, ви благодарам како професорка. Јас ви посакам многу успех, Ангел и Зорица, последно 5-6 години повторно да видиме во некој свој каст успешна приказна во вашите професии, претпоставам дека ќе се надоградувате. Ангел ќе го викнеме и по музиката. Да, сигурно и повторно од 5 години, во секој случај благодарност како ќе завршите, претпоставам со онија ваша животна определба за кој што сте се одлучиле и да кажете во отсуство на професорите што сакавте да кажете, а сега немавте можност. Оценките не се спуштени се уште. Благодарност вам за учеството во овој свој каст. Се надеваме дека го приближивме Димитар Влахов до сите полуматуранти, до целата јавност, бидејќи дозна за нешто, новитетите кои што ги нудите и како се изведувате сета таа настава таму кај вас. За жал многу нешта мислам дека останаа некажани, меѓутоа Да, никогаш доволно време, да, јас би кажал уште многу. Меѓутоа мислам дека на добар начин доловивме слика за нашето училиште и дека децата би биле задоволни во нашето Еве, училиште. ние ветуваме дека ќе ве имаат сигурно и днина. уште еден подкаст. Може, договорено. И доколку е некој заинтересиран за нашите активности, нека слободно погледнат на нашата Facebook страна и на веб страната. Се трудиме да објавуваме, иако остануваат нешто кои можеби не се споделени со јавноста, ненамерно. Меѓутоа, голем дел од нашите активности се објавени таму, така што на оние кои се заинтересирани за тоа што работиме, може слободно да погледнат таму. Благодарност уште еднаш. Благодариме до вас. Фала и на вас. Поздрав. Секоја добро, ова беше последното издание свој каст со представниците од Средното општинско училиште со училишен дом Димитар Вахов Стромица.